Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Христијан Мицковски е предавник на највисоките национални интереси на Република Македонија. Со денешното однесување, Мицковски покажа дека не успева и не сака да го препознае моментот. Наместо иднина во Европската Унија и во НАТО, Мицковски избра да остане во темното минато, на страната на криминалот, изолацијата, темнината. Тој сака и граѓаните да останат во таа темнина. Денеска, по лидерската средба, се стана јасно. Мицковски и ВМРО ДПМН лажеа дека им бил важен изборот на Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство. Лажеа дека сакаат во Европската Унија и НАТО. Лажеа дека сакаат правна држава и референдум на кој граѓаните ќе одлучат. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски има една и единствена цел – амнестија на криминалот по секоја цена. Дури и по цена да нема референдум, доколку нема амнестија. ВМРО ДПМН, партијата што една деценија заговараше референдум, денеска избега од истата таа обврска. Мицковски вели дека сака Европска Унија и НАТО, а не поддржува нити еден чекор кон таа цел. Повторувам, Христијан Мицковски е противник на НАТО и на Европската Унија и со тоа покажува дека е предавник на националните интереси на Република Македонија. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски ја испуштија шансата да застанат зад македонските национални интереси. Од сега па натаму, историјата ќе им суди и на Мицковски и на ВМРО ДПМН. Како парламентарно мнозинство имаме обврска да ја обезбедиме иднината на нашата држава и тоа ќе го направиме. ВМРО ДПМН и Мицковски нема да ја закочат македонската иднина. Ќе победи волјата на граѓаните. Македонија ќе успее. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со сите сили и со сите политички партии кои се на страната на НАТО и на Европската Унија ќе овозможи волјата на граѓаните да биде победничка. Ви благодарам.